Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Средба на биатлонците од Тетово по повеќе од 40 години. Подсетување на освоената награда и дружење во тогашната СФРЈ. Експертите апелираат граѓаните да се вакцинираат. Летото носи зголемен ризик од ширење на вирусот. Над 2000 сообраќајни прекршоци регистрирани во јуни на Тетовското пошироко подрачје. Подсетување на едно убаво време на дружба и успеси во спортот. Екипата биатлонци од Тетово, кој пред повеќе од 40 години освоила бронза на надпреварување во Словенија, повторно се собраа заедно за да евоцираат спомени од незаборавното искуство. Нивното другарство се уште е силно како и тогаш, а им порачуваат на младите да се дружат и да постигнуваат успеси преку спортот. Добар ден, добре ве најдов. Другарски расположени како да не поминал ниту еден ден. Екипата на биатлонци од Тетово, кои пред 41 година освоиле бронзен медал на надпреварување во Словенија, денес повторно се собраа заедно. Со досетки, шега и песна, заедно се подсетија на едно незаборавно искуство, кога преку спорт и дружба постигнале одличен резултат во тогашна Југославија. Нивното пријателство останало цврсто и по повеќе од 40 години. Домаќинот на средбата ни ја раскажа целата приказна. 1972 година добивме наредба, ние Општинскиот штаб за територијална одбрана Тетово, од Републичкиот штаб, да формираме машка и женска екипа за учество на такмичење во дисциплината биатлон. Веднаш ние, после таа наредба, пристапивме кон организирање и формирање на такви екипи. Пристапивме мощно сериозно, така што организиравме подготовки на Шарпланина, на Попова шапка, 10-дневни подготовки. На тие подготовки учествуваа 5 машки, како машка екипа, и 5 женски. Иначе биатлонот, да ви обяснам, дека тој се состои во трчање со скии и гаѓање со полуавтоматска пушка. Тоа беше за нив и за сите нас искуство, ново искуство, што такво нешто не се случуваше до тогаш, тоа беше прво нешто што се направи. Тогаш постоеше Југословенска народна армија во тоа време, како заедничка вооружена сила на Југославија, меѓутоа во републиките постоја и исто вооружени сили, така наречени територијална одбрана. Ние и другите републики ги представуваа своите екипи од територијалните одбрани на републиките. Со постигнатиот одличен резултат стартувале и првите почетоци на биатлонот во Македонија. Илчо Василевски, кој дошол до идеја повторно да ги собере сите пријатели од тоа искуство на едно место, всушност се приклучил на екипата сосема случајно. Тој што беше командант на оваа екипа, имаше напад на бубрези и они веќе беа тргнати и беа сите во Скопје. Прати екипа од Скопје со возило да ме земат ја вработен од работа, вика ајде те земаме на војна вежба во Словенија. Чекајте луѓе, како на војна вежба во Словенија, ја работа мора да идете. И ја у возило у Скопје, идем у Скопје, ме носи у војна болница опремата на тој Мирослав, како се презиваше, Петрушевски. Неговата опрема е зедов, неговата буквица, пиштолот, опасачот, се комплет, возот тргнува, идеме за Словенија. Сва среќа, кумот живе, вика ти не се секире, а он ги пратил да ме земе, вика земите го Илчо, пошто он чистача 30 км без припреми. И така ја и отидов тамо, почнавме, отидовме, сока успат ми кажуваше Азимут, пошто ја бев командант, него место бев. Азимут како се прави, шо се прави, тргнавме натаму, стигнавме на место, почнавме со надпреварите, и пукна сајла, спад живе, ваѓа тоа сајла, ставаме сајлата, продолжува, двајца од нашите не можеа да носат пушки, автоматски пушки носеа. Ја од едниот, од другиот пушките и по стаза, на едно место се спуштаме надоле и требаше десно, ама ја вајде од тежина и не можев да свртим право директно на асфалт. Тоа автоматите по глава,
Апчиња почна да ми излага. И стана живеј, ај можеш ништо. Лете, стигнавме и сва среќа. Стигнавме сите живи и здрави на крај и освоивме трето место. Имаме медали, трето место, прво место беа србите, па второ беа босанците, ние трето место, а за малку ќе бевме второ, ќе побевме, а словенците отидоа поединачно, не трчаа патрално, затоа и ние освоивме и трето место. Тие се горди на постигнатиот резултат, но најмногу на другарувањето, кое како што велат, нема цена. У тоа време да освоиш трето место на бивша Југославија, значи тоа било и tekako голем резултат за 10 дена. Али меѓу нас тоа другарство, тоа нема цена. Освен другарување, за некои од членовите, ова искуство било и почетокот на создавање љубов и семејство, како нова етапа во животот. Можем само во суперлативи да кажам за цел тој период кога бевме на припреми на Попова шапка, такво пријателство, другарство, таква една синергија што се вика се створи меѓу нас, плюс тоа една војничка дисциплина која што ја налагаше тој проект тие припреми и можам само благодарност до командирот што не водеше, домаќинот сега што е овде, до сите други членови на таа екипа. Благодарение на таа, да речем, на тој проект, на тие припреми, на тој надпревар во Словенија, ја и мојата сопруга се запознавме и тоа вроди во еден брак, кој што се уште трае, фала му на Бога, со 3 прекрасни ќерки, така да што може подобро да кажам за тој проект, мене ми се оствари една животна желба. Инаку биатлон е термин со кој се означува спорт кој е комбинација од две дисциплини. Зимски спорт кој е комбинација од крос-кантри скијачко трчање и стрелање со пушка. Нашите биатлонци си ветија дека повторно ќе се сретнат за да споделат уште многу вакви убави заеднички моменти. Пчелари од Тетовскиот регион се жалат дека им угинуваат пчелни семејства поради несовесно користење на пестициди. Штетите се големи бидејќи и медот е неупотреблив и бараат поголема грижа од институциите и соработка со земјоделците. Во меѓувреме сами бараат решенија. За период од 2 недели 7 пчелари од Тетовско се соочиле со помор на пчели, поради човечка невнимателност и непрописно прскање со пестициди и инсектициди. Се жалат на големи штети, бидејќи освен угинувањето на пчелите, не може да се употреби и медот кој е контаминиран. Имав масовно труење на пчелите кај мене и двајца пчелари во соседство. Кај мене од 36 сандука со пчели остана 1, 2, 3 кои се во добра состојба, другите се десетковани. Случаите ги пријавиле во полицијата и во Сдруженијето Град на пчелите, бидејќи не знаат каде да се обратат затоа што во нашата земја нема соодветни правилници. Само иницијативно направиле испитувања, кои првично покажале дека се користени забранети пестициди. Собравме за жал мртви пчели со полен во нозете, ги пративме во институт за анализа. Првите неофицијални резултати веќе ни пристигна. За жал користени се пестициди и инсектициди што одамна во Република Македонија се забранети да се користат со закон. Од Сдруженијето велат дека е потребна поголема комуникација помеѓу пчеларите, земјоделците и институциите. Бараме од институциите на државата да донесуваат законски меканизми, пошто во моментално тоа го нема, како ние пчеларите да се бранеме од неовластено користење на инсектициди и пестициди во овоштарниците и градинарство, затоа што на крај ние сме оштетени. Додека чекаат поголема грижа од институциите, пчеларите од Полошко, потпирајќи се на искуствата од развиените земји, заеднички ќе преземат соодветни активности, односно ќе ги третираат болестите на пчелите во ист период.
Неколку случаи на делта сојот се регистрирани и во земјава. Оваа мутација предизвикува страф и загриженост во светот заради побрзата трансмисија. Но експертите децидни, сојот се шири забрзано меѓу невакцираните лица. Имунизацијата е единствениот спас од пандемијата. Се почесто слушаме за нови потврдени случаи со делта сојот на коронавирусот, како во светот, така и во земјава. Загрижува тоа што делта сојот на вирусот побрзо се шири меѓу населението, а во моментов рестриктивни мерки нема. Лекарите велат симптомите и на овој сој се тие, но заразноста е поголема и последиците кои може зад себе да ги остави болеста. Акцентот оди на тоа што многу полесно се пренесува, многу појака клиничка слика, многу потешки компликации, последици по здравието и по животот на луѓето. Тука ви е разликата и затоа имате многу земји што се уште под локдаун, значи има доста изгубени животи, гледате таму каде што се јавува. Впрочем, самиот вирус мутира, пазите, значи тој гледа да преживее. Не сака да го убие, значи, сопственикот, односно индивидуата каде што е присутна, туку сака да преживее и се снаоѓа баре начини како да обстојува. Сега многу е специфична оваа инфекција, овој вирус видовте периодов. Од почеток не знаевме што се случува, сега имаме многу сознанија, многу научници работаат на тоа ниво. Еве би споменала една многу интересна студија што се работа. Доста работа дали во отворени простори, како на фудбалски надпревари, на концерти, колку, зошто, како се пренесува. Имаме многу изненадувачки резултати, дека многу помалку се шири од колку што се очекуваше и така гледате дека доста надпревари се отворија, почна да имаме и посети, а секако не би го заборавила да не бидеме толку наивни моментот на имунизација. Значи имате доста имунизирани луѓе во светски рамки, а има и пациенти што се уште чекаат вакцинации. Во најмала рака тоа е заради тоа што не можат да постигнат компаниите да произведат доволно и да се дистрибуираат до местата до каде што се потребни. Многу треба да бидеме внимателни. Знаете, тие пациенти се под надзор и не би требало да има некој голем проблем. Многу е поедноставно што е летен период. Малце и ги симнавме маските, гледате на отворено, и тоа ќе ни помогне и секако процесот на имунизација многу битна алка во целата приказна ни игра. Експертите се децидни дека вакцинацијата е единствениот спас од пандемијата и сите соеви на коронавирусот. Не сме виделе научна студија која ќе испита и ќе ја процени ефикасноста на кинеските вакцини кон делта сојот специјално. Теоретски, кинеските вакцини кои што се базираат на инактивиран вирус би требало да прават поширока заштита од модерните вакцини кои што се базираат на РНК или на аденовирусна технологија. Бидејќи целиот вирус се користи како антиген, односно како имунизирачка субстанца, тоа значи дека вакцината кинеска, базирана на инактивиран вирус, ќе предизвика создавање на различни антитела. Факт е дека бројките, дека концентрацијата на антитела кои што ги мериме после вакцинирање со кинеска вакцина се пониски од оние кои што ги предизвикуваат модерните вакцини. Но ова другово што го зборувам дека вакцината прави поширока заштита, по-различна заштита, би требало да оди баш во прилог на поголемо, поефикасно препознавање на различни варијанти. Бидејќи ако оваа вакцина која што создава, потикнува модерната вакцина која што потикнува создавање само на еден вид антитела, се најде во ситуација тој конкретно антиген да биде променет кај некој од соевите, за очекување дека ефикасноста на таа вакцина ќе биде помала. А овде кај што очекуваме да се создадат повеќе различни антитела, би добиле реално подобра заштита. Реално во моментов делта сојот е закана за текот на пандемијата, а единственото решение кое што може ние да го примениме е што помасовна вакцинација, односно имунизација на населението. Значи, можно е да се случи некаков пораст на бројките, можно е да се случи засилување на пандемијата, но тоа сигурно нема да биде од размерите на она што сме го поминале кога немавме вакцини. Сега ние веќе во најголем дел од земјите на светот имаме повеќе од половина од населението имунизирано. Тоа значи дека дупло потешко ќе биде на вирусот да се раширува.
Како што пандемијата трае, во светот се појавија многу соеви на коронавирусот, а дел од нив предизвикаа страв заради побрзата трансмисија. Засега во земјава непречено продолжува процесот на имунизација, а досега ревакцинирани со втора доза се над 240.000 граѓани. Граѓаните да се вакцинираат против ковид во што поголем број, за да се избегне нов бран, апелираат лекарите. Тие оценуваат дека летото носи зголемен ризик од ширење на вирусот, поради доаѓањето на печалбарите и организирањето семејни прослави. Јули и август се месеци кога на Полошкото подрачје значително се зголемува фреквенцијата на граѓани на јавни места, во дуќани и угостителски објекти, поради доаѓањето на печалбарите во родниот крај. Летото е и период кога се прават голем број свадби и други семејни свечености. Сето тоа води кон пораст на ризикот од ковид. Медицинските лица велат дека на масовни собири вирусот многу брзо може да се шири заради близината на контактите и неможноста да се следат препораки и мерки за заштита. На свадба каде да ги оние мерки да се спроведуваат, значи ни бидејќи че има блиски контакти со луѓето, само Господ да не чува. Тоа можам да кажем, ништо друго. Ние ќе бидеме во готовност, сега во ексат гастроинтестиналните симптоми со повраќање проливи, ама гледаме дека и со такви симптоми луѓе имат и позитивни тестови. За жал, ние ќе бидеме подготвени на све. Лекарите ја повторуваат потребата од имунизација и апелот граѓаните да се вакцинираат против коронавирус во што поголем број. Како фактор плюс за можен нов ковид бран ги посочуваат летните одмори. Нека се вакцинираат, апелот да се вакцинираат, еве од понеделник се рачуна да без термин да се почне да се вакцинираат и помладите и постарите, фактички тие што немаат мој термин, им советувам без разлика која вакцина, важното е да се вакцинираат. Бидејќи слушаме еве во соседниве држави, Грчка е доста зафатена, а ние одиме на летовање таму, да не се вратиме со короната назад. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, во земјава има вкупно 160 активно заразени со корона. По региони предничи Скопје со 58 случаи, а по него е Тетово со 38. Гостиварското подрачје има 4 активно болни. Во однос на имунизацијата, во земјава вакцинирани се над 408.000 граѓани, а ревакцинирани повеќе од 243.000. Од регионалниот одбор Тетово на Српската заедница Куќ Свети Сава на 28 јуни присуствуваа во Штрпце на одбележување на Видовден и одржување помен за паднатите жртви од фашистичкиот окупатор. Големиот српски празник Видовден го одбележа и од Куќ Свети Сава регионален одбор Тетово. Тие на 28 минатиот месец се упатија во Штрпце, Србија. Одржан беше и помен парастос за паднатите жртви од фашистичкиот окупатор. Жртвите биле на возраст од 13 месеци па до 60 години, а биле жртвувани заради убиство на еден бугарски војник. Представници на регионалниот одбор во Тетово присуствуваа на поменот, а со минута молчење и положување свежо цвеќе на споменикот оддадоа чест на загинатите. Овде на ова место 28 јуни 1944 година за еден свој загинат војник бугарските фашисти стрелаа 50 на наши граѓани. Имаше 6 момчиња и 7 девојчиња кои имаа до 9 години. Ова е најтажниот ден за Штрпце, а ние сме тука да дадеме почит за загинатите и нивните потомци. Ми овде данас окупени. Можеме уште еднаш по кој знае кој пат да кажеме дека нема никогаш да ги заборавиме, не само ние, туку и идните генерации, бидејќи нивните приказни ќе ги споделуваме од колено на колено. Јако ми е жал што баш на овај дан. Жал ми е што денот го одбележуваме вака, но тоа е судбината, тоа го прави војната. Ние од Сојузот на борци од Тетово ги почитуваме и одбележуваме овие настани. Нашата соработка со Штрпце ќе продолжи понатаму. Присутни беа и представници на општинските власти на Штрпце. Овој настан се смета за еден од најтрагичните во историјата на општината. Многу години наназад, културно-уметничкото друштво Свети Сава е дел од српската заедница во земјава и присуствува на важните настани и датуми, давајќи придонес во зачувувањето на историјата и културата.
Нестабилно време во Полошко за викендот, со можна појава на локални врнежи од дожд и грмотевици, но од понеделник повторна стабилизација и високи температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во текот на утрешниот ден, како и денес, во предпладневните часови времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, меѓутоа околу пладне и попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а ќе има и услови за локална појава на невреме со поинтензивни процеси и појава на град. Услови за овие процеси има и во Полошката котлина во текот на утрешниот ден, и тоа околу пладне и во попладневните часови, а така, значи во делови од Полошката котлина ќе има услови за појава на невреме. Температурата ќе биде малку пониска, па така утринската утре ќе биде околу 16 степен, а максималната дневна ќе достигне до 29 степен. Доста постабилно време се очекува во понеделник, иако во попладневните часови не е исклучено да има појава на краткотраен пороен дожд со грмежи, меѓутоа овие процеси значи ќе бидат многу ретки, ќе преовладува претежно стабилно време со благ пораст на дневната температура. Значително потопло и постабилно се очекува во средината на наредната седмица, кога максималните температури во Полошкиот регион ќе бидат околу 35 степен. Минатиот месец на Тетовското подрачје биле регистрирани над 2000 различни сообраќајни прекршоци. Претходниот месец полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 2057 различни видови неисправности, односно сообраќајни прекршоци, или 1281 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности, редовни, засилени и акциски, поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 66 возила. Најмногу од исклучените возила, 38, имале истечена регистрација над 30 дена, кај 27 било утврдена техничка неисправност, а кај едно возило претовар. Во јуни исто така од сообраќај биле исклучени 359 возачи, од кои 216 управувале без возачка дозвола, 53 под дејство на алкохол, 63 возачи почетници, 19 со несоодветна категорија и 8 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 89 возачки и 40 сообраќајни дозволи, додека Тетовската пајак служба вкупно подигнала 131 непрописно паркирано возило. Во јуни времено биле одземени 28 возила поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.